Предлог буџетот за наредната година во завршна фаза во законодавниот дом. Претениците жестоко дебатираа за најклучните ставки, повисоките даноци и придонеси, како и слабата реализација на капиталните инвестиции. Опозицијата обвини дека власта само препишува стари проекти на претходната влада, но нема ништо свое допрва да направи. Сметаат дека оваа година ќе се повтори, односно капиталните инвестиции ќе се скратат со ребаланс на буџетот. Во делот на железничката инфраструктура и тоа проект кој е почнат од ВМРО ДПМНЕ, всушност не го завршувате и јако го имате како проект за 4 краци кој од Зелениково, Драчево, Лисиче, Миладиновци и Илинден не е реализиран и не ви е во предвидените парични средства. Претениците од СДСМ пак објаснуваа дека пари имало доволно и дека ќе се искористат, дека повеќе финансии биле наменети за патишта, железница, гасификација, но и за потикнување на странски инвестиции и нови вработувања. Ако 2018 се лоцирани во делот на канализации 365, сега имаме 590 милиона. Во делот на водовидот 36 милиони, сега имаме 287 милиони. Во делот на гасификацијата 2018 имаме 506, гасификација сега имаме 1.557 милиона. Изградба на железници се исто така дуплирани и така натаму и така натаму. Министерот за финансии уверуваше дека економскиот раст од 3,2% до година е остварлив. Доказ за домакинската политика на владата бил нискиот буџетски дефицит од 2,5% и покрај тоа што претходно веќе најави дека јавниот долг до година би можел да достигне 54% од бруто домашниот производ. Во своето објаснување на буџетот најмногу се задржа на порастот на платите, за кој опозицијата го искритикува дека се прави наменски предизбори. Во најголем дел наменети за финансирање на здравствени услуги, како и за зголемување на платите на докторите специјалисти за 10%, почнувајќи од јануари 2019 година и за дополнителни 5%, почнувајќи од септемвриската плата во 2019 година. Дебата се разви и за парите со кои ќе се купуваат нови возила и мебел кои достигнуваат 7 милиони евра. Претениците на ВМРО ДПМНЕ ја обвинија владата дека ќе троши на луксус. Они од СДСМ пак тврдеа дека мебелот бил наменет за вообразованието, а возилата во Министерството за внатрешни работи.